Добродојдовте во шестата емисија на квизот Умни глави. Нашите учесници и денес се подготвени да ви го прикажат знаењето кое го имаат и тоа да се случи одново. Денес со нас се тимовите Умбро од Средното општинско училиште Димитар Влахов и тимот истражувачи од Средното општинско училиште Никола Карев. Ве замолувам да се представите. Јас сум Филип Митев, сум физиотерапевски техничар од Средното општинско училиште Димитар Влахов. Јас сум Васил Нуров, прва година физиотерапевски техничар. Добро. Ристо Божинов, прва година компјутерска техника и автоматика. Добро. Дарко Милев, прва година компјутерски техничар и автоматика. Добро, сега по едно кратко прашање, зошто се пријавивте или што очекувате? Па, истражувачи, затоа. Добро, супер, супер одговор. Да стекнеме нови знаења, нови дружини. Сега вака, да почнеме со првата игра. Таа се нарекува да или не. Секој од тимовите добива по 10 прашања кои се одговараат на изменично. Тоа се исказни реченици на кои вие треба да одговорите со да или со не. За секој точен одговор добивате по 4 поени. Први сте вие. Прво прашање за вас. Смеењето активира 5 различни делови од мозокот. Да или не? Да. Вашиот одговор е точен. За вас. Кај работниците во внатрешното уво е сместено тапанчето. Да. Вашиот одговор не е точен, таму е сетилото за рамнотежа. Второ прашање. Срцето кај цицачите и птиците е дводелно. Да. Вашиот одговор не е точен, тоа е 4-делно. Најдобриот резултат на Евровизија го имаме постигнато со Тоше Проески. Не. Вашиот одговор е точен, тоа е Каролина Гочева. Во рагбито има фаул. Не. Вашиот одговор е точен. Човековото око може да разликува 50 нијанси на сиво. Не. Вашиот одговор не е точен, може да разликува. Слонот и човекот се единствените цицачи кои имаат способност да стојат на глава. Не. Вашиот одговор не е точен. Човекот не може да издржи без вода ниту еден ден. Не. Вашиот одговор е точен, тој може да издржи од 5 до 7 дена. Поларните мечки се левораки. Не. Вашиот одговор не е точен, тие се левораки. Свето животно во Индија е кравата. Да. Вашиот одговор е точен. Германија не излегува на море. Не. Вашиот одговор е точен. Тоа излегува на Северно море и Балтичко море. Саудиска Арабија е дел од континентот Африка. Не. Вашиот одговор е точен, од Мала Азија. Лебедово езеро е дело на Петар Илич Чајковски. Не. Вашиот одговор не е точен, тоа е дело. Никола Тесла е роден во Белград. Да. Вашиот одговор не е точен, тој е роден во Смилјан. Кралицата Елизабета е единствената британка која може да вози автомобил без возачка дозвола. Не. Вашиот одговор не е точен. Песната Ме љубиш ли ти е песна на Калиопи. Да. Вашиот одговор не е точен, тоа е на Каролина Гочева. Бамби е цртан филм на Дизни. Да. Вашиот одговор е точен. Прв претседател на Америка бил Томас Џеферсон. Не. Вашиот одговор е точен, тоа е Џорџ Вашингтон. Бетовен има 8 симфонии. Не. Вашиот одговор е точен, тој има 9. И последно прашање, Каролина Куркова е заштитно лице на БМВ. Не. Вашиот одговор не е точен, таа е заштитно лице на БМВ. Добро, завршивме со првата игра. Сега да видиме, почнавме од вас, па да ви се обратам вам. Како се чувствувате? Па, опуштено. Ви беше тешко или? Не. Добро. Да, добро. Супер. Добро. Вака бодовите ви се изедначени, тоа значи дека ви имате 20 поени, ви имате 20 поени и затоа одиме на следната игра. Следната игра се нарекува проста математика. Дадени ви се 6 цифри од кои треба да добиете трицифрен број, при тоа да ги користите математичките операции: одземање, собирање, множење, делење, загради и еднакво. За решавање имате 2 минути, а за презентација имате 30 секунди. Оној кој што ќе го добие точниот одговор добива 20 поени, оној кој што ќе го добие приближниот добива 12.
Доколку тимот кој го има точниот резултат сгреши при пресметувањето, шанса му се дава на другиот тим. Ќе започнеме од истражувачи. Првата задача за вас е: добиете го трицифрениот број 287 со помош на математичките операции помеѓу броевите 1, 2, 9, 4, 20 и 100. И вие решавате. Размислувајте полека, имате време. Уште сме на почеток. Броевите ви се 1, 2, 9, 4, 20 и 100. Точен резултат. Добро, само почекајте да завршите другата екипа. Уште сме на половина, тоа значи дека имате уште 1 минута. Размислете, проверете ја задачата одново. Имате уште неколку секунди. Четири, 3, 2, 1. Готово? Вие го добивте резултатот? Да. 287. Да. Добро, вие? 288. Вие ќе презентирате први. Отворена заграда 1 плюс 2 затворена заграда помножено со 100 минус 9 минус 4. Добро. Само да го проверим. Вашиот резултат е точен и бидејќи ви е точен и се совпаѓа со нашиот, добивате 20 поени. Сега има друга задача за вас, а таа гласи вака. Добите го трицифрениот број 273 со помош на математичките операции помеѓу броевите 1, 3, 4, 8, 15 и 50. Решавате и двата тима. Полека, не се бързайте, имате време. Пресметувайте убаво. Цифрите користете ги само еднаш. На половина сме, имате уште 1 минута. Бројот е 273. Размислете. Точен резултат. Добро. Да ја оставиме другата екипа да размислува уште малку. Имате уште неколку секунди. Не се бързайте.
3, 2, 1. Добро. Кој резултат го добивте? 288. 288 вие? Точно. Добро. Презентирајте го вие, бидејќи задачата беше ваша. Имате 30 секунди. Времето ви тече. Дали сте сигурни или не го добивте? Не сме сигурни. Од претходната? Да, од претходната задача. Добро, тогаш шанса ќе им дадеме на другиот тим, бидејќи тие го имаат точниот резултат. Да, изгледа и нашите пресметки са грешни, имаме некој приближен број. Кој ви беше бројот? 277. 277. Добро, презентирајте го. 50 помножено во заграда 1 плюс 4 во заграда плюс 15 плюс 3. Добро. И го добивте бројот? 200? 278. И 8. Да. Вака, бидејќи сгрешивте при пресметката и ми го рековте резултатот кој што не ви е точен, никој од екипите не добива поени, вие имавте од првата задача, а вие го сгрешивте. И затоа вие имате 20 поени, а вие немате поени во оваа игра. И продолжуваме понатаму. Третата игра се нарекува Милионер. Оној кој има помалку број на поени, тоа сте вие. Избирате категорија од следниве: музика, занимливости, спорт или филм. Добивате по 7 прашања и 4 понудени одговори. Точниот одговор ви носи по 8 поени, доколку тимот сгреши, другиот тим има право да го одговори прашањето, но при тоа ќе добие 4 поени. Имате 30 секунди. Која категорија ја избирате? Спорт. Спорт. Добро. Прво прашање. Кој е кралскиот фудбалски клуб во Шпанија? Под А. Барселона, Б. Реал Мадрид, В. Атлетико Мадрид, Г. Севилја. Реал Мадрид. Вашиот одговор е точен. Второ прашање. Целосното име на НБА тимот од Бостон гласи: под А. Бостон Бруинс, Б. Бостон Ред Сокс, В. Бостон Селтикс, Г. Бостон Кенонс. Бостон Селтикс. Вашиот одговор е точен. Одиме понатаму. Кој од наведените спортисти не е ракометар? Под А. Марко Велковски, под Б. Дејан Пецаковски, В. Гоце Георгиевски, Г. Дејан Манасков. Времето ви тече. Марко Велковски. Вашиот одговор е точен. Четврто прашање. Колку измени смее да има на еден тим во еден фудбалски надпревар? Под А 2 измени, под Б 3, под В 4 измени или под Г неограничено? 3 измени. Вашиот одговор е точен. Каде се наоѓа Алијанс арената? Под А Берлин, под Б Дортмунд, под В Минхен, под Г Франкфурт. Берлин. Не е точно. Минхен. Вашиот одговор е точен. Делфин, граден стил и грбен стил се дисциплина во: под А скијање, под В пливање, под Б пливање, се извинувам, под В трчање, под Г ватерполо. Пливање. Вашиот одговор е точен. И последното прашање: кој од наведените е професионален голф играч? Под А Карл Луис, под Б Майк Тайсон, под В Тайгер Вудс или под Г Арнолд Фрейзенберг. Времето ви тече. Карл Луис. Вашиот одговор не е точен. В. Тайгер Вуд. Вашиот одговор е точен. Добро, завршивме со овој тим. Сега одиме со вас. Избирате нова категорија. Филм. Филм. Првото прашање. Каде се одржува доделувањето на Оскарите? Под А Јужна Каролина, под Б Калифорнија, под В Канада, Г Нов Зеланд. Под Б Калифорнија. Вашиот одговор е точен. Второ, која игра главната женска улога во македонскиот филм Трето полувреме? Под А Елена Ристевска, под Б Каролина Гочева, под В Тамара Тодевска или под Г Катарина Ивановска. Г. Катарина Ивановска. Вашиот одговор е точен. Серијата Пријатели се снимаше во градот: под А Лос Анџелес, под Б Њу Јорк, В Чикаго, Г Сан Диего. Видете времето.
Б. Нью Йорк. Точен одговор. Леонардо Ди Каприо го освои првиот Оскар за улога во филмот. Под А. Титаник, под Б. The Wolf of the Wall Street, под В. The Beach или под Г. The Revenant. Г. The Revenant. Вашиот одговор е точен. Кој е режисер на македонскиот филм Црно семе? Под А. Столе Попов, под Б. Киро Урдин, под В. Петар Глигоровски, под Г. Кирил Ценевски. А. Столе Попов. Не. Го знаете вие? Г. Кирил. Вашиот одговор е точен. Колку дела има анимираниот филм Шрек? Под А 2, под Б 3, под В 4, под Г 5. Под В 4. Вашиот одговор е точен. Каде се одржува фестивалот Браќа Манаки? Под А Скопје, Б Битола, В Велес, Г Струмица. Б. Битола. Вашиот одговор е точен. Со ова прашање ја завршивме третата игра. И како ви се допаѓа? Дали е лесно? Прилично лесно. Ви се погоди категоријата? Да, за нас беше супер. Ги погодивте сите или сгрешивте само едно? Само едно. Само едно. Вие? Ние две. Две сгрешивте. Добро, тоа значи дека од вкупно вие имате 64 поени, а вие имате 96. Сега продолжуваме на следната игра. Таа се нарекува Следиме. Сите, тоест двата тима добиваат по еден збор од нас и треба да формираат друг збор кој ќе започнува на последните две букви од зборот кој што е даден, а да не завршува на К и на Ко. Имате 120 секунди, а оној кој што победува добива 8 поени. Први сте вие, информатичар. На Ар. Времето ви тече. Аргат. Аргат. Атрибут. Атрибут. Улица. Не, требаше атрибут на У и на Т, што значи вие добивате 8 поени. Вториот збор, тоа е за вас. Архитектура. Радио. Архитектура. Не треба да кажем. Да. Радио, така? Да. Добро. Радио бе. Радио, да. Последните две букви. Времето ви тече. Ви истече времето и вие добивате и во овој дел 8 поени. И сега продолжуваме понатаму. Следната игра се логоата. За оваа емисија ги избравме видеоигрите. Мислам дека ќе ви се погоди. Тимовите одговарате наизменично, за секој точен одговор добивате по 4 поени. Доколку тимот погреши, другиот тим може да одговара и исто така добива 4 поени. Имате по 5 секунди. Прво е за вас. Sims 3. Да, вашиот одговор е точен. Rockstar Games. Не, GTA. не, тоа е Grand Theft Auto. Одиме понатаму. Тетрис. Тоа беше за нив. Добро, одиме понатаму вие. Вие сте. Супер Марио. Точен одговор. Сега сте вие. Времето ви тече. Готово. Дали Дота. Точно. Как сте вие? PES. Пес. Вашиот одговор е точен. Сега сте вие. Angry Birds. Точно. Сега Димитар Влахов. Half-Life 2. Точно. Одиме понатаму. Никола Карев. Ви тече времето. Времето изтече. Дали вие знаете? Need for Speed. Точно. Сега, пак сте вие. Умбро. Counter-Strike. Точно. И со тоа го завршивме. Ја завршивме и последната игра. Добро, завршуваме овде. Да видиме, бидејќи вие го одговоривте последното прашање. Како се чувствувате, што очекувате и дали мислите дека ќе отиде понатаму?
Не. Дали ви се допадна играта која што ја игравте? Да. Последната ви беше најдобра? Да. Добро на вас. На последната игра малку. Видео игра. Делутавме да, бидејќи не сме по игрите. Добро. Добро, вака сега поените се следниве. Ви имате 88, а ви имате 124, што значи дека со вас се гледаме понатаму во осмина финале. Ви благодарам што бевте и ова вечер дел од нас и се гледаме во следната емисија.